Здравствениот систем за време на владењето на претходната гарнитура бил во тотален хаос, а колапсот кулминирал во онкологија, каде според тврдењата на сега владеачката ВМРО ДПМН, на нивните претходници од СДСМ им бил поважен профитот од животот на пациентите. Скандалозно не е само тоа што не се почитувале законите при набавка на медикаменти и неспроведувањето на инспекции, туку и тоа што се испумпувале пари на грбот на најтешко болните. Јавен аларм има и поради тоа што во изминатите години била фаворизирана веледрогерија блиска до тогашниот министер за здравство, а сега прв човек на СДСМ, која заработувала огромни суми преку, како што велат од ВМРО ДПМН, матни сделки. На јавна трибина моќта на лековите, живот или профит, владеачката партија повика јавното обвинителство да реагира и да ги истражи скандалите. Системот бил во целосно безредие, хаос кој што довело до колапс и верувавме дека овој колапс не е само на клиниката за онкологија, туку во целокупниот здравствен систем. Тогашниот директор Нино Васев во моменти можеби на растревоженост, на паника, кажа: па што барате од мене, кога еве јас ви кажувам дека министерот Венко Филипче и премиерот во тоа време Зоран Заев се на платен список на компанијата Пановски, која во најголем дел ги снабдувал клиниката со ова биолошка скапа терапија. Социјалдемократите сметаат дека за хаосот на онкологија вината е кај власта и денеска бараат оставки од директорите на онкологија, Фондот за здравство и министерот Таравари. Неспособната власт со денови ги остави пациентите на онкологија без лекови и соодветна терапија. Наместо да преземе одговорност, да формира штаб, веднаш да го реши проблемот од власта, слушаме несериозни изговори и оправдувања. За својата неспособност обвинуваат други. Ова само потврдува дека станува збор за луѓе без грам одговорност, без трошка човечност и грижа за граѓаните. Директорот на Фондот за здравствено осигурување вели дека СДСМ и Венко Филипче немаат кредибилитет да бараат оставки во однос на новонастанатата ситуација на клиниката за онкологија за недостигот на биолошка терапија. Појасни дека од 5000 пациенти, една мала група биле со недостиг на одредена терапија и увери дека работеле на надминување на проблемот. Најави дека ќе се подготвел детален план кој лек може да се набави со анекс на постоечките договори, кој лек ќе може да се набави со донација, а за други лекови ќе се направеле непосредни спогодби со производителите, а не со веледрогериите.